Градежништвото е жив организам, каде секој погрешен чекор може да биде фатален, но кој стои на браникот помеѓу работникот и опасноста? Безбедноста не е случајност, таа е сложен систем на проверки и баланси. Тука клучна е улогата на Државниот инспекторат за труд. Тие се очите на законот на терен. Нивната задача не е само да казнуваат, туку да превенираат. Кога инспекторот ке стапне на градилиштето, тој проверува дали скелето е стабилно, дали шлемот е на главата и дали се почитуваат правилата. Нивната строгост денес значи спасен живот утре. Но, пред инспекторот воопшто да дојде, темелите на безбедноста ги поставуваат стручните лица. Компаниите кои изготвуваат елаборати за безбедност и здравје при работа се архитектите на заштитата. Тие го анализираат секој ризик, од висината на која се работи до прашината што се дише. Елаборатот не е само хартија, тоа е мапа за преживување во опасна средина. Без нивната стручна проценка, секој градилиште би било минско поле. И секако, тука е медицината на трудот. Лекарите лекуваат не само повреди, туку проценуваат дали работникот е воопшто способен да ја врши таа тешка работа. Тие се првиот филтер. Дали срцето може да издржи напор на 40 степени? Дали видот е доволно остар за работа на кран? Редовните систематски прегледи се тие што откриваат дали професијата тивко го јаде здравјето на градежникот. Овие три столба – инспекцијата, безбедносните експерти и медицината – мораат да работат како еден. Кога еден ке потврли, системот се руши, а цената секогаш е превисока. Кои компании ги почитуваат стандардите за безбедност и здравје при работа, а кои компании не ги почитуваат? Па можам да кажам дека средните и малите компании таму повеќе се констатираат недостатоци во однос на големите работодавачи. Големите работодавачи веќе имаат воспоставени системи за безбедност и здравје при работа, се усогласуваат со разни стандарди и самите стандарди им наложуваат да ги исполнат мерките за безбедност и здравје при работа. Најголем број повреди и жртви имаме во мали компании, во компании кои што не почитуваат ништо од социјален диалог. На секоја пријава до Државен инспекторат за труд има задолжување да отстранат неправилности и се констатирало дека има доста неправилности. Тоа е исто сектор градежништво, но се инвеститори. Како што кажавте вие, да направиме дистинкција инвеститор и градежник. За нас во синдикат не е градежништво изградба на зграда, но најголем дел од повредите и жртвите точно се кај тие инвеститори кои што исто така имаат многу нерегистрирани работници, имаат несоодветна лична заштитна опрема на градилиштата, имаат непријавени работни часови, никој од нив не пријавува до ДИТ прекувремени часови па да отиде инспектор да констатира, и 90% слободно ќе кажам од повредите и жртвите се токму кај инвеститорите кои што никаква одговорност не сносат или имаат дадено на подизведувач некоја таква градежна активност и работа и на крајот на денот излегуваат дека не се виновни за тие луѓе. Големите градежни компании, со име слободно ќе ја земам како Гранит, која гради инфраструктурни објекти долж државава и гради автопатишта, гради тунели или мостови, гради нешто што е суштина на градежништвото во држава, таму за среќа имаме се помал број на повреди, жртви овие години барем последниве не сме имале, и се почитува навистина не само Законот за безбедност и здравје при работа, се почитува и општиот колективен договор за приватен сектор, се почитува и Закон за работни односи и има диалог фер во однос, ако констатираме како синдикат дека има некоја неправилност, ја пренесуваме и во истиот месец да се отклони, односно отстрани. За да не бидеме приморани и ние да викаме инспекција, па тие пари наместо во џебот на работниците да завршат во државата, да бидам искрен, сакаме да направиме диалог каде што и градежникот како газда ќе биде задоволен од своите работници, меѓутоа на крајот на денот работниците од тој дел од колачот на изградба на такви инфраструктурни објекти кои што чинат навистина многу, го заработат левот. Најголемиот, повторувам, број повреди и жртви се токму кај инвеститорите, токму во високоградба и токму кај оние нерегистрирани работници кои што ги има статистички многу во делот градежништво. Под капата на градежништво, нажалост, статистички спаѓа и тоа. Ние ако направиме дистинкција нискоградба, има помалку повреди и жртви за разлика од високоградба. Бидејќи во високоградба
пак ќе повторам, не секогаш се виновни, да ги кажем, инвеститорите, бидејќи тој ангажирал фирма подизведувач, тој треба да се види, да се праша дали има соодветно скеле, дали има соодветна лична заштитна опрема, дали има регистрирано соодветни сати во текот на денот, неделата, месецот и како и да ги прераспредува, дали ги надминал дозволените во текот на годината, така што тука навистина има многу работа за Државен инспекторат за труд, а според нас многу мал капацитет за да ги констатира сите овие неправилности на терен. Секојдневно пријавуваме, многу пријави и за фирми кои што имаме синдикат во нив, и за фирми каде што анонимно пријавуваат луѓе, нема синдикат, меѓутоа бара да им се заштитат правата, и добиваме многу касно одговори, добиваме за нас несоодветни одговори од Државен инспекторат за труд, и сметам дека одамна е запалена црвената ламбичка да покрај Државен инспекторат за труд треба да се уклучи и МВР и други институции во државата за да ги констатираат сите тие неправилности. Не е само дел од БЗРП инспектор да констатира. Имаше во центар на град Скопје нерегистрирани работници, односно не знаеше државата како може да има во центар на град Скопје нерегистрирани работници, тоа не е еден, двајца, зборуваме за 100 луѓе. Во строг центар на Скопје, вие да имате непријавени работници од странство да работат и да се дознае од кој има повреда или жртва. Тоа за мене е еден тотално нефункционален систем каде што не само синдикатот, сите заедно треба да се уклучиме ако сакаме да направиме нешто подобро. И за работодавачите и за работниците, бидејќи они се соочуваат со такви работодавачи, овие што почитуваат се, како нелојална конкуренција. На крајот на денот сите знаеме така да работиме, сите можеме да бидеме такви газди. Но ако важат правилата за едни, треба да важат за сите во државата. И за инвеститори, и за градежници во нискоградба, и затоа има голем јас и во платите помеѓу едните и другите. И гледаме каде тие црни пари завршуваат, па да овие што работат во високоградба се далеку поплатени и некако поатрактивен станува за градежниците тој дел од градежништвото кај инвеститорите, отколку во овие компании што градат инфраструктура, односно што ја градат државата, а воедно преку тоа го градат и BDP-то да расте економски било која држава меѓу кои Македонија. Каде е поголема опасноста и грешките? Во високоградба или нискоградба? Проблемите можам да кажам се повеќе во високоградбата, заради тоа што опасноста од пат од височина или пат во длабочина во нискоградбата е исклучена како опасност. Меѓутоа во високоградбата почнуваме од темели, почнуваме од ископ. Тука веќе имаме опасност од пат во длабочина. Доколку имаме кои се тие колективни заштитни мерки, доколку имаме широк ископ, мора да има подопирање на градежното земјиште да не дојде до обрушување. Треба да се обезбеди на работниците безбеден пристап до темелната јама, значи соодветни скали, за да можат секојдневно тие, да не кажам повеќе од 50-100 пати да се симнат и да се качат по тие скали. Доколку се работи веќе на височина, треба да се обезбеди просторот, работниот простор од случајно паѓање на од ивицата на објектот, значи треба да има заштитни мрежи, заштитни огради. Самите окна за лифт или за скали мора да бидат обезбедени од пат на работниците, да бидат заштитени. Кровните градежни работи, каде што се поставува кровна конструкција, олуци, мора да се предвиди како ќе се извршуваат тие работи и која лична заштитна опрема ќе им се даде на работниците. Како до безбедно градилиште? Согласно Законот за безбедност и здравје при работа, за секое градилиште треба да се изработи соодветен план за безбедност и здравје при работа. Во тој план се опфатени сите активности кои што ќе се применуваат на градилиштето по фази. Ако треба да се гради една стамбена зграда, во елаборатот се предвидуваат кои операции ќе се работат во припрема на градилиштето, како ќе биде распоредот на зградите, на помошните простории, кај ќе биде влез, кај ќе бидат тоалети, од кај ќе се зема вода, кај ќе се магационират градежните материјали што ќе се користат, каде ќе се засолнат вработените ако се случи да заврне, каде ќе јадат работените. Значи, тоа се уште во проектирањето пред да се постави, значи, мобилното градилиште. Понатаму доаѓа фаза на расчистување, оградување, фази на длабок ископ, нели,
јама пред да се гради зградата. И понатаму сите операции што идат, растење на зградата, бетонски, армирачки работи, па потоа се вклучуваат занатските работи, водовод, струја, одводи, други инсталации. Сите тие операции произведуваат одредени ризици. И сите ризици треба да се предвидат и да се предвидат соодветни мерки кои што ќе ги амортизират, односно ќе ги контролират тие ризици. Во текот на градбата пак се следи цело време од стручните лица процесот на производство, односно изградба на зградата и секој пат треба да се прилагодуваат превентивните мерки согласно потребите на градилиштето. На градилиштата се поставува лице кое што се вика координатор за безбедност и здравје при работа. Тоа лице го поставува изведувачот. Улогата на тоа лице е да ги координира сите кои што учествуваат во процесот. Истовремено ќе се случуваат можеби армирачки работи, можеби на друг дел ќе се бетонира, можеби на трет дел ќе инсталират некакви инсталации електричари, можеби ќе има понатаму други оператори. Координаторот треба да има контролата на безбедноста на целото градилиште. И тој ги координира различните служби кои што учествуваат, различните оперативи. Зошто? Многу често на градилиштето секој мислејќи дека најдобро може да ја заврши работата, со неговите активности може да ги загрози другите кои што се вработени. Можеби една зграда има 10 ката, тие што работат горе можеби имат некоја операција да расчистуваат, да расшалуваат, тогаш можно е да се случи да падне нешто надолу. А долу можеби баш на истата вертикала треба некои водоводжи да работат. Координаторот треба да ги има на ум тие работи, да ги координира, да не може да се случи таква работа, не сакајќи да има повреда. Зашто викам превентивни се мерките за безбедност и здравје при работа, мислам законот? Заради тоа што корективните мерки, начинот на изведба на било која позиција во градежништвото мора да биде опишана во планот за безбедност и здравје при работа. Што значи дека не се важни само главните работи што се извршуваат на еден градежен објект. Припремните работи, пристапните патишта, начинот на изведба на одредена позиција мора да е опишана во планот за безбедност. Можеби тука некаква корекција во законот за градба, кога би ги барале тие планови уште пред добивање на градежната дозвола, ќе спречи многу повреди при работа. Евиденција и казнивост. Ако се води по повреда на работа, таа е една статистика. Смртни случаи има многу повеќе. Имало случаеви кога смртен случај на работно место е пријавен како во градилиштето да паднал случаен минувач. А тоа бил непријавен работник на истото градилиште и никој не го води како смртен случај на работно место. Ако завлеземе подлабоко во темата, ќе видиме такви проблеми што никој не ги евидентирал. Имаме смртни случаи, да, меѓутоа дали се евидентирани како повреда при работа? Дали се докажало на суд за тоа е виновен работникот или работодавачот? Ние наназад години не видовме инвеститор или работодавач во сектор градежништво да биде изнесен со лисици пред обвинителство или пред суд и да докажува кој е виновен за ова. Секогаш виновен бил тој што загинал. Во член 2 од Законот за безбедност и здравје при работа вели овој закон им овозможува да ги користат работниците правата од пензиско, инвалидско и социјално осигурување. Што значи ако не е пријавен, не може да ги користи, не може боледување да користи на терет на фондот после вториот месец. Првиот месец секако 100% за повреда при работа работодавачот треба да му го исплати личниот доход доколку не е по негова вина. Тие се обесправени заради тоа што не можат да ги искористат правата што им го овозможува Законот за пензиско и инвалидско осигурување. Во таков случај одиме со прекршочни платни налози за сторени прекршоци или пак ако штетните последици се големи, дојде до инвалидитет на работникот или не дај Боже да биде несреќата со смртни последици, тогаш поднесуваме барање за поведување на кривична пријава. Ние како инспектори сме истражни органи во смисол да ги видиме мерките за безбедност и здравје при работа на самото градилиште, да ги констатираме. Меѓутоа, обично кога се работи за повреда на само градилиште, самата дојава за несреќа при работа ја добиваме или од болниците или од МВР.
Во случајов кога имаме непознато лице, тука се вклучуваат другите органи со нивните ингеренции да дознаат од каде е човек, од кај влегол, кај имал престој. Кога ќе ги добиеме информациите меѓуинституционално, тогаш постапуваме согласно нашите ингеренции. Ингеренција прво да видиме кој го ангажира. Значи, ако има сведоци, се истражува, се зимаат изјави, МВР зима изјави од сите што се на самото градилиште, нели има и кривична одговорност и за давање на лажни изјави. Што вели статистиката? Не се сите во синдикат. Да бидам искрен, имаме работници кои што завршиле фатално, како што беше минатата година турски градежен работник во центарот на Скопје на 34 години, што падна заедно со се скелет, односно необезбедено скеле и загина. Не само каде што имаме членови, тоа се вкупна бројка на загинати работници на своите работни места. И вкупно повредени, ван нашата статистика, мислам дека беа нешто приближно до 300 повреди при работа регистрирани во текот на една година од сите дејности. Ако во Сојуз на синдикати на Македонија има 19 граѓанки, има преку 20-30 дејности во државата, станува збор за ова што го кажем за вкупна бројка на повредени и жртви. Само во градежништво не ме држете за збор, мислам дека од тие се 7. Повторно како убиец број 1, секоја година е различно, но градежништвото наназад години е некако за работни места луѓе што загинале како убиец број 1. Колку медицината на трудот е превентивна алатка? Тие две работи се надополнуваат една со друга. Безбедноста значи да создадеме систем кој што ќе гарантира дека ќе има безбедни услови за работа, кај што ќе може работниците да работат, да дадат свој максимум и при тоа да го сочуваат своето здравје, да дојдат живи и здрави до пензија. Медицина на трудот се вклучува во интегралниот систем на системот за безбедност и здравје при работа, кој што ги анализира опасностите и штетностите кои што може да произлезат од работниот процес, да даде проценка какви може да бидат штетностите на здравјето, да направи проценка кои работници може да работат на соодветните работни места, да го следи здравјето, да види дали условите од работа имат неповолни ефекти и конечно да го сочува здравјето на вработените. Која е улогата на Државниот инспекторат за труд? Државниот инспекторат за труд инспекцијски оддел е поделен во два сектори: работни односи и безбедност и здравје при работа. Во моментот брои 120 инспектори од двете области, од кои 45 се за безбедност и здравје при работа. Имаме и 13 интегрирани инспектори по помалите градови каде што нема можност да вработат 20 инспектори, па еден инспектор ги покрива двете области. Надлежноста е на Државниот инспекторат за труд да врши контрола на имплементираноста на двата закона, и Законот за безбедност и здравје при работа и Законот за работни односи. Со една разлика, дека во Законот за безбедност и здравје при работа вработен не е секое лице со кое што работодавачот има склучено договор. За разлика од Законот за работни односи, каде што работник е само тој што склучил писмен договор со работодавачот за вработување. Било кое лице кое што ќе го затекнеме да извршува работни задачи кај работодавачот и да нема склучено договор со работодавачот за вработување, бараме работодавачот да ги исполни сите мерки за безбедност и здравје при работа и према тој работник. Значи ќе си плати глоба од страна на инспекторите од областа на работни односи како непријавен работа, меѓутоа доколку не ги преземе мерките за безбедност и здравје при работа, ќе плати глоба и за сите прекршоци што ги има направено и према тоа ангажирано лице. Вака, обично во градежништвото не правиме редовни инспекцијски надзори, заради тоа што редовните инспекцијски надзори согласно Закон за инспекцијски надзор се најавени инспекцијски надзори. И во градежништвото редовни инспекцијски надзори не правиме. Бидејќи во седиштето може да го најдам управителот и секретарката, градежните работници се по градежните објекти, раштркани, да речеме, во повеќе градови или во еден град, не е битно и едно градилиште да нема да ги затекнеме во канцелариите. А во градежништвото правиме задолжително воредни инспекцијски надзори кои што се ненајавени. Може да бидат врз основа на преставка, без основа на известување за несреќа при работа, меѓутоа и вореден инспекцијски надзор, заради тоа што ни е ставено во програмата за работа да се испланираат и такви минимум 3 надзори во градежништвото. Во градежништвото конкретно можам да кажам дека почести се недостатоците што ги наоѓаме,
од причина што работодавачите се жалат дека не можат да дојдат до квалитетна и постојана работна сила. Има флуктуација тука на луѓе, од една фирма одат во друга, ќе се случи несреќа, нема здравствен преглед, нема обука, си ги плаќаат казните, можам да кажам, дури намален е бројот на прекршочни пријави, затоа што работодавачите, со оглед на висината на глобата што ја изрекуваме, се желни веднаш да ја платат казната, а трошоците што треба да ги има да плати придонеси или да ги направи обуките, да ги направи здравствените прегледи, да му даде лична заштитна опрема, многу повеќе кошта од казната што ќе ја плати. И едноставно свесно го прекршуваат законот. Надлежностите ги знам, меѓутоа колку се казнети работодавачите и со какви прашања, проблеми се соочиле со инспекцијата, немам одговор, освен тоа што сме го пријавиле ние како синдикат за градежништво. Поредбено со профитите кои ги прават и парите кои што ги земаат за да направат еден стан или еден автопат се минорни во однос на тоа дека кошта волку и толку човечкиот живот, грешката или повредата. Проблемот е што улогата на трудовиот инспектор не е да отиде по пријава од синдикат или по анонимна пријава или по пријава од работник. Ние не видовме од непријавени инспекторски надзори да излезе со некој извештај Државниот инспекторат на труд да каже толку и толку градилишта во Скопје ги затворивме ради безбедност и здравје при работа или ради било што друго. Или толку автопатишта ќе почекаат, толку инвеститори, толку градежни компании. Немаме таква статистика, не добивме ни една бројка. Конкретно пријавуваме за одредено градилиште, автопат или некој работодавач што е во нашиот сектор и добиваме одговор дека има недоследности во работењето, има одреден рок да ги отклони тие неправилности во работењето и доколку не во рок од 15 дена, повторно треба да излезе инспектор да го казни тој работодавач, но пак е тоа едно кругче кое што завршува или со опомен или со казна многу минорна спрема онаа што чини еден човечки живот. Искрено, као синдикат за градежништво, воопшто не сме задоволни од Државниот инспекторат за труд, од капацитетот кој што го имаат особено во делот за безбедност и здравје при работа и многу пати за одредени градилишта сме се јавувале во градежната инспекција, каде што и таму, верувајте дека кубурат со кадари и на една рака се бројат колку градежни инспектори има за територија Скопје. Да не зборуваме во инспекторат за труд, може би има и 50 инспектори за труд. Но колку од нив ја разбираат проблематиката безбедност и здравје при работа, да влезат на тоа градилиште и констатираат неправилности? Значи за инспекцијата секогаш ќе кажеме дека е недоволен бројот. Од причина што само во Скопје сега моментално имаме 5 инспектори од областа на безбедност и здравје при работа. А колку градилишта имаме низ Скопје? Практикуваме да правиме чести акции со инспектори од други градови, за да може да покриеме барем дел од градилиштата да бидат проидени. Меѓутоа, знаејќи го фактот дека над 75.000 правни субјекти има во целава држава, а имаме 120 инспектори од двете области, нормата на инспекторите согласно годишниот план, реалната норма е 20, сега зголемивме за 26-та, 22 надзора ќе бидат. Во планот за работа на инспекторатот, да не кажам 3-4 години наназад, имаме задолжително 5 редовни надзори во сите дејности, 10 воредни надзори и 5 контролни надзори. Од тие 10 воредни надзори наложено е име на инспекторите задолжително да прават 3 во градежништвото. Значи се случува и кога има топлотен бран, сега еве кој ќе имаме пониски температури, да имаме акции и почесто повеќе од 3 во месецот да се направат надзори во градежништвото, меѓутоа ние сме една од инспекциите кои што имаме надлежност во сите дејности и во приватниот и во јавниот сектор и навистина не можеме да постигнеме. Дали од пријави за несреќи при работа, дали од преставки од вработени, пребукирани сме, а бројот е несоодветен, да кажем, во цела држава, не само во Скопје. Па немаме информација до сега дека се осудени работодавачи каде што се случил несреќен случај со инвалидитет или смртен случај. За жал не можам да ја коментирам работата на обвинителството и на судовите, меѓутоа нашата функција што ја имаме да не го оставиме предметот без санкција, паѓам во раководните службеници во инспекторатот, каде што строго се внимава, каде имаме многу штетни последици и
задолжително да се поднесе, дали прекршочна, дали кривична пријава. А секогаш е подобро кога има повеќе инспектори, почести ќе бидат контролите. Работодавачот нема да каже, ми пројде редот, сега кој знае кога ќе дојдат. Што не е случај за градежништвото, меѓутоа па бројноста на инспекторите го прави тоа. Изрекуваш корективни мерки, решенија издаваш и платни налози и на работници што не носат лична заштитна опрема и на работодавач ако не му ги дал личните заштитни средства, а меѓутоа се фокусираме сите барем да бидат пројдени во текот на годината. Нормално дека сигурно во некој улица ако нема пријава, нема да го најдеме градилиштето. Значи се е врзано со средства, а можам да кажам дека тоа е политика на државата, дали ќе работи. Значи ние немаме удел во тоа, секоја година даваме планови за вработување на нови инспектори. Министерството за финансии треба да одобри средства за да се вработат тие. Ако од друга страна земеме дека човечкиот живот нема цена, значи не би требало да се штеди во тој дел. Зашто друго е дали некој ја платил казната, не ја платил, го ослободиле, не го ослободиле. Треба да се заштити работникот. Дали надзорот може да биде коректор на инвеститорот и во делот на БЗР? Не можам да кажам дека надзорите си ја завршиле работата како што треба, имајќи во предвид дека имало доста неправилности најдени и на изградените објекти, меѓутоа и на пријавените случаи од страна на синдикатот или самите работници. Надзорот како надзор има единствена улога да констатира, стави подпис и печат дали нештото е направено како што треба. Меѓутоа, на крајот, за да дојдеме до објектот, во меѓувреме клучна улога има Државниот инспекторат за труд. Тој е тој што треба да види дали доследно се спроведуваат законите, подзаконските акти и така натаму. Надзорот кој ќе дојде, нажалост не го интересира здравјето на работниците, безбедност или во текот на работата дека го гледа како гради работников. Он зима урнеци и гледа дали асфалтов ги исполнува условите или бетонот, или дали е запазена трасата, дали ќе се изведе како што треба автопатов, зградава и така натаму. Нажалост, надзорот не се замара, народски кажано, со работниците. Тоа е еден проблем кој што исто така треба да биде обврска на инвеститорот, изведувачот, надзорот и така натаму. Не може никој да не го интересира нештово како се направило и да го тестираме од кој ќе се направи. За квалитетна градба, според нас, треба да се цени од темел до кров. Од точка А до точка Б на автопатот. Не да видиме само дали се запазени минимумите, колку сантима асфалт се ставила од таа компанија или тој изведувач. Како се ставила, која машина поминала, кој работник работел на тој автопат. Сите тие референции треба да се земат од почеток до крај, за да имаме и квалитетен објект, и задоволен работник, и да видиме каде е грешката во системот, во инвеститорот или во работникот и да ја коригираме. Треба надзорот да, според мене, да има улога и на инспектор да рече ти си несоодветен за тука, не може да градиш. Меѓутоа тоа не го прави. Или па нема надлежност да го прави. Но треба да го советува тој инвеститор или работодавач на таа градежна компанија да вложи малку повеќе во кадарот. Во трката денес по обезбедување работа и леп имаме многу несоодветен кадар. Лично јас сум 15 години во синдикатот за градежништво, не сме добиле пријава од ниеден надзор дека констатирал неправилности на одредено градилиште. Барем да кажал до синдикатот или до Државниот инспекторат за труд. Уште помалку сакам да верувам дека за тоа го укорил или му кажал на тој работодавач што го ангажирал да биде надзор или самата држава. Самата држава која ќе ангажира надзор на одреден објект треба да знае дека во секој момент е сигурен во тој што го одбрал како надзор и дека тој ќе информира и известува за сите неправилности што ги гледа. Јас лично на коридор 8, делница Демир Капија Смоквица, домаќински бевме пречекани од инвеститорот со цел да видиме како се гради, да ги видиме нашите градежници, да видиме останати градежници на терен за да ги зачлениме во синдикатот, образоваме и така натаму. Они рекоа да, еве да ви покажеме книги, се ни е чисто по закон. Имаме стручно лице тоа, имаме надзор таа фирма е, имаме представник на работниците за БЗР. Ја тука заправ затоа што од целата документација и работа не навлегуваме во правата и обврските на работодавачот, велиме дај да го видиме човеков што е представник на работниците за безбедност и здравје при работа, да направиме муабет што обука поминал, како поминал, сака ли да биде член на синдикат, сака ли повеќе да се дообразува на тоа поле за да помогне на себе и на колегите. Го викна човекот првпат слушна дека е представник на работниците за безбедност и здравје при работа. И тоа зборуваме за странска компанија, зборуваме за милиони евра
профит на таа компанија, завршена работа, заминати, веќе никој ништо не одговара. Ако се вратиме назад години, ќе видиме тони хартија, каде што има изјава, има мислење од синдикат, има проценка на ризик, има представник на работниците, избран од работниците за безбедност и здраве при работа. Тоа све е само теорија, во пракса нема ништо од тоа. И затоа се случува тоа што се случува. И ќе се случува повеќе доколку не опаметат тие негативни примери и не вложиме повеќе во тој човечки капитал. Се соочуваме со такви примери, меѓутоа, доколку нема соодветен елаборат, односно план за безбедност и здраве при работа, даваме решение со наредба веднаш да се измени, да се внесат сите позиции кои што се затекнати на лице место, да се прошири тој, да се дополни елаборатот за безбедност и здраве при работа, меѓутоа немаме санкција во тој дел. Во таков случај ние само имаме, доколку утврдиме дека има непосредна опасност по живот и здравје на работниците, можеме, ако не постои тој план за безбедност, ако не е соодветен на условите што ги наоѓаме на лице место, можеме да дадеме забрана за работа до отстранување на недостатокот.